Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата серија предавања за смртта. Што Библијата зборува за смртта е наслов на денешното проучување. Пред да започнеме со изучување на самата разлика за надежда за која зборува новозаветното христијанство и она секако што зборува старата Атина, треба да го разгледаме како и самата смрт е представена во Библијата, односно во Светото писмо. Може би најдобро би било секако истражувањето да го отпочнеме во Едемската градина. Почетната глава во прва книга Мојсеева всушност го опишува постанокот на човекот. Ако сакаме да разбереме како животот завршува, треба да разбереме како тој живот започнал. Животот е на крајот од краиштата поголема мистерија и од самата смрт. Луѓето од секогаш се труделе да го објаснат смислот на животот. Библијата многу едноставно го опишува почетокот на животот на оваа земја. Еве што пишува во Светото писмо. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките. Така човекот стана душа жива. Прва Мојсеева, 2 глава, 7 стих. Науката вели дека ние сме облик на живот, заснован на угленик. Мојот наставник еднаш ми кажа дека нашето тело е направено од субстанции кои се наоѓаат во очакот. Тој не беше верник и би се изненадил кога би открил дека неговата едноставна изјава во основа е со библискиот извештај дека навистина човечките суштества се направени од прав, од земен прав. Значи, почитувани гледачи, тоа го разбравме. Нашето тело се состои од хемиски елементи како и земјата. Меѓутоа, потребно е да одговориме на прашањето како едноставно неорганските елементи станале суштества кои одаат, кои зборуваат, кои чувствуваат, кои имаат карактер и така натаму. Како збир на хемикали може да се смејат, да плачат, да мразат или пак да сакаат. Библискиот писател вели дека Бог обезбедил искра на живот во човекот, односно во носалките на Адам. Му дувнал здив на живот. Истата мисла ја користи и апостол Павле во Новиот Завет во Колошаните 1 глава 15 до 70 стих. Опишувајќи го Исуса, Павле во суштина зборува исто како и текстот во прва книга Мојсеева. Бог ја обезбедил, значи на почетокот, искрата на животот. Не само што се создал, туку се е во него. Ништо, вклучувајќи не и нас луѓето, не можеме да постоиме без него, без Господа. Хемиските елементи не може да постојат без Бога. Хемиските елементи не може да сакаат или да се смеат без Божја искра. Според библиската формула, животот изгледа вака, едноставен. Прав земен плюс див на живот или таа Божја искра еднакво е на живо суштество. Библиската формула за смртта е со обратен текст. Живот, живо суштество, здив на живот или таа Божја искра и човекот е прав земен. Значи, кој ќе се одземе едно од друго. Царот Давид тоа го искажал со следниве зборови. Скриеш ли го своето лице, тогаш се растажуваат. Ако им го одземеш здивот, умираат и пак се враќаат во прав. Псалам 104:29. Во прва книга Мојсеева наоѓаме скоро иста мисла, почитувани гледачи, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ќе се вратиш. Значи, од земја си направен и во прав ќе се вратиш во земја. И книгата на проповедникова ни вели дека со мал додаток таа додава и се врати правот во земјата, како што дојде од неа. И духот се врати при Бога, кој го даде. Проповедникова книга 12:7. Сега доаѓаме до прашањето што е тоа дух или здив, кој во мигот на смртта се враќа кај Бога. Оној здив што Адам го добил. Духот
или здивот, Сократ верувал дека ќе го напушти своето тело и ќе замени во некое подобро постоење. Така верувал Сократ. На прв поглед, и авторот на книгата Проповедникова го поддржува тоа верување, дека нашето тело се враќа во прав, а нашиот дух, нашиот здив се враќа во поголеми сфери. Но почитувани, во Божја присутност се враќа тој здив. Меѓутоа, ако го разгледаме текстот на кој јазик е напишан овој стих, тогаш ќе видиме дека тој едноставно зборува нешто друго. Во оригиналниот текст, зборот кој се во нашиот јазик преведува како дух, е еврејскиот збор руах. Овој збор може да има повеќе значења. Помеѓу останатото значи и ветар, дух или дах, ум. Меѓутоа, примарниот збор овде значи дах или здив. Поради тоа во книгата на Јов го наоѓаме овој збор. Се додека мојот дух е уште во мене, додека Божиот здив биде во моите носалки. Јов 27 глава, 3 стих. Дали тоа значи дека, почитувани пријатели, Божиот дух живеел во неговите носалки? Секако не. Зборот овде е преведен како дух, значи здив, е еврејскиот збор руах, што може да означува или да значи дух или здив. Ако го прифатиме дека руах означува некоја врста бестелесен дух, би дошле тогаш до бизарно тврдење дека Јов имал дух во носот. Важно е да приметиме дека во старите евреи често пати ги изразувале своите мисли преку така наречени паралелизми, односно паралелни тврдења, а тој јазик многу се користи токму во псалмите Давидови. Така да стикот кој го цитиравме во книгата на Јов, духот кој е во мене, или Божиот дух, Божиот здив кој е во моите носалки, значи исто. Таа мисла искажана два пати, Јов признава дека неговата способност да дише, односно да живее, е дар кој едноставно Бог може да го даде или да го овозможи. Кога Бог ќе го повлече тој дар, тој здив, ние престануваме да дишеме и тогаш умираме. Истата мисла ја изнесува авторот на книгата Проповедникова во стихот кој го спомнавме пред малце. Правот се враќа во земјата, а духот или здивот се враќа кај Бога кој е извор на тој здив. Исто зборува и Мојсей во прва книга Мојсеева, 3 глава, 19 стих. Кога живееме, тој е дар затоа што Бог ни го дал тој дар на живот. Кога тој дар ќе исчезне, ние престануваме да дишеме и се враќаме во прав, нашето тело се враќа в земја. Ова ни помага, почитувани гледачи, да разбереме поради што е платата за гревот смрт, вели апостол Павле во Римјаните 6:23. Нашите гревови не одвојуваат од Бога, туку вашите беззаконија, вели Библијата, создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог. Вашите гревови го сокрија неговото лице. Книга на пророк Исаја 59, 2 стих. Значи, гревот направил раздвојување помеѓу Бога, Создателот, и нас, луѓето, неговите созданија. Гревот ја прекинал таа врска што сме ја имале со изворот на животот. И затоа, почитувани пријатели, светот кој не е поврзан со изворот на животот е свет кој пропаѓа. Суштествата кои се одвоени од изворот на животот едноставно немаат живот во себе. Кога ќе го исклучиме, например, вентилаторот, инерцијата уште некое време ќе го поддржува вратењето на вентилаторот. Но сосема ни е јасно дека наскоро ќе престане со својата работа. На автомобилот на кој му престанува гориво, наскоро ќе застане. На сличен начин е и човекот кој живее одвоено од Бога. Може некое време, кратко време, да постои, но сосема е сигурно дека на крајот ќе умре и ќе исчезне. Додека растев, стекнав впечаток на сосема друга слика за појмот дух
или душа. Некој постари луѓе се сеќавам зборува дека духот или душата е моја нематеријална, како и тоа дека кога ќе умрам, тој мој дух, здив или душа ќе отиде кај Бога и ќе бидам со него за секогаш, дали во рајот или во пеколот. Според тоа верување, моето тело е само школка во која мојот дух живее известно време. А кога моето тело ќе умре, духот ќе се ослободи и ќе продолжи да живее некаде во Вселената. Меѓутоа, колку и да е ова идеја расширена во нашето општество, она не е во склад со сликата која вистински е дадена во Светото писмо во Библијата. Се чини дека овој концепт на верување е поблиску до Сократовото разбирање отколку до библиското, каде што и самиот Давид, цар Давид, во неговите псалми вели дека смртта едноставно не е поминување во некој друг облик на постоење. Цитирам: ќе го фалам Господа додека сум жив, додека ме биде, ќе му пеам на мојот Бог. Не се надевајте на кнезовите, ниту на човечкиот син, од кого нема спасение. Ако излезе духот од него, тој се враќа во земјата и во тој ден пропаѓаат сите негови мисли. Псалм 146. Зборот преведен како мисли е на еврејски, што значи ештона, што дословно значи мисла. Нашите мисли во мигот на смртта, почитувани, запираат. Се со други зборови кога ќе умреме, се завршува, а нашето тело завршува со своето постоење и целокупниот наш живот завршува. Но сепак некои учат и веруваат дека мртвите го слават Бога на небото. Дали е тоа така? Што ни кажува Светото писмо за таа вистина? Одговор ќе добиеме во наредното предавање, а до тогаш довидување.